Владата по секоја цена сака да им ги зголеми платите на собствените вице-премиери. И покрај жестоките критики од јавноста, во собранието в понеделник се отвора расправа за предлог законот за изменување на законот за плати и други надоместоци на избрани и именувани лица, со кои замениците на Заев ќе добиваат зголемување на месечните приходи за околу 8.000 денари. Иако по представка од една политичка партија Уставниот суд го укина членот на актуелниот закон, со кој на вице-премиерите им се дозволуваше зголемување на платите, владините експерти пронашле начин повторно да ги наградат петминета, преку така нареченото терминолошко усогласување на овој закон со законот за влада, со што ќе се создадела законска основа за пресметка на платата на вице-премиерите. Со измените на законот за плата, коефициентот за утврдување плата на заменик председател на владата ќе се просметува со 4 наместо со 3,70. Поедноставено, ова значи дека вице-премиерите Хазби Лика, Кочо Андјушев, Бујар Османи, Радмила Шекеринска и Оливер Спасовски ќе добиваат по 8.000 денари повеќе секој месец. Од партијата која веќе еднаш го блокираше зголемувањето на платите во владата, неодамна најавија дека и овој закон ќе го анулираат со помош на Уставниот суд. Левица ќе поднесе нова представка од Уставен суд и повторно да бидат вратени платите на вице-премиерите на претходното ниво. Во услови кога економијата стагнира, се најавува намалување на пензиите, на пазарџиите им се воведуваат лиценција, а платите во јавниот сектор тапкаат во место. Синдикалните организации порачуваат дека се бесни поради фактот дека на целата мака на обичните граѓани, владата како свој приоритет си го поставува зголемувањето на платите на оние кои онака имаат многу. Најавуваат протести низ целата земја, а можна и радикализација и организирање на генерален штрајк во јавниот сектор.